Манастирот посветен на Светилија во Прилепско Мариово е единствениот жив споменик и потсетник дека некогаш на ова место, околу манастирот, постоело селото Мелница, каде сега од него нема останато буквално ниту камен, како никогаш тука да не живееле луѓе, само опустелија. Селото Мелница е комплетно уништено уште кон крајот на 19 век, а било распослано на двата брега на реката Бутурица. Населението го напуштило поради големиот број неразбойнички напади и грабежи. Манастирот Светилија со својата црква, прекрасниот двор и уредените конаци за гости е примамливо место за голем број на туристи кои што тука доаѓаат да го посетат овој крај. Освен тоа, манастирот е збирно место и за голем број на културни средби на мариовците, како што е манифестацијата Мариовско-мегленски средби, која што тука се одржува секоја година. Манастирот е изграден во 1872 година. Го градил тогаш познатиот мајстор Петре Лауца, кој што ја изградил и градската Саат кула во Прилеп. Црквата пак е зографисана во 1881 година од страна на Аврам Дичов, син на познатиот македонски зограф Дичо Зограф. Ктитор на манастирот е дедо Стале Чешелков од село Полчиште, насликан на една од фреските во црквата. Инаку црквата има навистина преубав и уникатен фреско живопис. Токму за ова место своја книга издаде професорот и историчар на уметност доктор Димитар Ќорнаков, кој истата ја промовираше во дворот на манастирот. 92 годишниот Ќорнаков истакна дека книгата е работена во соработка со неговиот внук кој што ги направил фотографиите од црквата и манастирот. Инаку токму Ќорнаков, уште пред околу 6 децении, ги евидентирал сите икони во црквите и манастирите во Мариово. Мариово и сите луѓе негови заслужуваат да бидеме тука на самото лице место и тука да ја промовираме ова книга, како што каже промоторот, значајна за нашата природба и за нашите зографи кои дошле од тој крај, мислам на Деварскиот, да ја осликат. Во далечната 1967 година по налог на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, екипа од историчари на уметност, етнолози, археолози и други, добивме задача за Мариово да ги земеме првите податоци, а како најважно да направиме евиденција и регистрација на сите икони кои се наоѓаат во црквите во Мариово, во Мариовскиот крај. Тргнахме со голем ентусијазам, евидентирахме сите икони. Денеска, ако една икона исчезне од некоја црква, тоа може да се одман забележи, затоа што секоја икона во секоја црква има свое досие, фотографија и опис на самата икона. Во Мариово се задржавме повеќе од 1 месец екипата. Имахме само едни гумени душеци и спиехме по некои ледини, а во невреме на дожд ние спиехме во школите или во тремовите на црквите. Овој манастир е значаен и по тоа што тој бил еден од првите центри во овој крај од каде што се ширило образованието на луѓето. Промотори на книгата беа Заводот и музеј Прилеп, професорот и истражувач Марко Китевски, а издавањето на книгата финансиски е поддржано од страна на Министерството за култура и општина Прилеп.
Авторот на книгава изнесува податоци за другите цркви во Мариовскиот крај, како на пример за Свети Арангел во Кокре, Свети Спас во Калин, Свети Архангел Михаил во Крушевица, за црквата Свети Ѓорѓи во Пештани, Света Петка во Чаништа, потоа за црквите во Орле, Маково, Рапеш, во Ивени, Сливница, Врпско, Витолиште, манастир каде што има црква со зачуван живопис од 13 век, потоа во Бешиште, Зович, Градешница и други. Не се без значење податоците за годината на градењето, за ктиторите, за записите и други податоци поврзани со овие цркви. Така оваа книга не е само за манастирот Свети Илија од Мелница, туку книга за Мариовскиот крај воопшто. Кога станува збор пак за оваа црква, треба посебно да се нагласи дека таа е изградена на иницијатива на Стале Чешелков од село Полчишта, дека овој Стале, како што веќе беше споменато, до крајот на својот живот останал во манастирот, а населението го прогласило за ктитор на црквата. Дозволете ми да упатам огромна благодарност кон професорот доктор Димитрија Чорнаков за неговата идеја за соработка со големиот поет и иницијатор да се афирмираат нашите споменици на култура, цркви и манастири пред светската јавност, како и директорот на Матица. Зарем оваа промоција на манастирот во село Мелница не го докажува тоа. Редок пример, може би единствен од ваков вид. Заслужено стречавање во некогашната Мелница. Заслужено за овој прекрасен крај. За сите нас тука присутни е голема привилегија и да ги запознаеме природните убавини и богатото културно-историско наследство, што е гордост на нашата татковина. Општина Прилеп и локалната самоуправа финансиски ја поддржа правењето на оваа монографија и ми е посебно драго и секогаш вакви слични монографии, вакви слични научни достигнувања општината ќе финансира, ќе поддржува, се во интерес на граѓаните на нашата држава. Инаку селото Мелница е родното село на Стале Попов. Токму уредникот и издавачот на книгата Раде Сиѓан побара од општина Прилеп да смогне сили и да ја обнови родната куќа на овој голем македонски писател, која што сега е комплетно распадната, а во иднина би можела да прерасне во спомен дом. И сакаме да инициираме во родното село на Стале Попов, доколку градоначалникот, за кого сите велат дека е многу иницијативен, и владиката Петар изнајдат одредени можности да се опреми една спомен соба за Стале Попов со цел да се зачува неговото име и неговото дело, зашто селата кај нас опустошуваат, како што гледате, меѓутоа се уште духот не крепи, барем на тој начин да создадеме можности нашите помлади и други луѓе што доаѓаат, што ги посетуваат нашите светилишта, да се запознаат со едно култно име кое создало непроценливо литературни дела од кои се учеле генерации и ќе се учат генерации. Селото Мелница може би е згаснато за секогаш, но неговите спомени и спомените на Мариово вечно ќе остане да ги чува манастирот Свети Илија. А доколку се најдат пари, а најповеќе волја, уште еден таков паметник во иднина кој што ќе ги собира повторно луѓето тука, би можело да биде спомен собата на Стале Попов.